За 3 години во Тетовско се загадени 3 локации кои се користени за претовар на сметот. Прво на влезот во градот, па во близина на Требош и моментално кај селото Фалише. Локалните власти изминативе години, освен менување на локациите за претовар, не најдоа друго решение за отпадот. Претоварната станица овде позади мене во близина на селото Фалише се уште работи без никакви стандарди. Сметот од Тетовско кој што се собира буквално се истура на земја пред да се однесе во Трисла. Веднаш спроти оваа депонија се наоѓаат обработливи земјоделски површини, кои полека престануваат да се користат, оти ѓубрето веќе 2 години ја загадува почвата и подземните води. Наместо решение, надлежните и натаму со иста приказна. Се барало нова локација која ќе работела по стандарди. Но после многу телаги овие години дека нешто ќе се реши, тетовци ја губат довербата. Градот, велат, никогаш не бил толку запоставен. Катастрофа, немам што да кажем друго. Позагаден град, не знам дали има и дали имало овде. Катастрофе, сами гледате. Не сум задоволен, и опште не сум задоволен од ова градонче што било, што е до сега, што работела. Па ако дојде некој добар, ќе биде подобро, ама овака не иде. Мислам дека сме најбалкан град во Македонија. Изгледа не ќе работат за граѓаните, ниту градоначалниците, ниту владата, никој. Граѓаните оставени сами на себе. Кој како ќе се снајде, така ќе тера. Ова нигде го нема што го има у Тетово. Кај да појдеш подалеко, Тетово е почисто. Проблемите во комуналната сфера наместо да се расчистуваат, се повеќе се таложат. Состојбата не е сјајна ниту во самото предпријатие. Комуналното е до гуша во долгови, а вработените кои неодамна протестираа, со месеци се оставени без плата и придонеси.